сега ќе ви ги представам артистите. Вака, да се... Вака. Ова е... Јас сум Билјан. Билјан. А ова е... Јас сум Дејан. Дејан. Асистент му в книгата. Вака вели. Не ќе постоеше Зоки Поки ако не постоеше оваа Лидија. Оваа Лидија што мене ми е до колена, нели? А има очи како џамли. Не ќе постоеше Зоки Поки, но ќе постоеше едно дете со едно обично име, така, Зоран. Еднаш така, Зоки си правеше Снешко. И од една страна дојде Лидија. Здраво. 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 Може да ти помогнам? Може. Како те вика? Зоран. О, Зоран. Ти си Зоки Поки. Зашто Зоки? Скратено, така е побава. Ти си Зоки Поки. Добре, како име. Ете така. Зоран наеднаш откако го доби името Зоки Поки стана некако возрастен. Не дозволи никој повеќе да го вика по неговото старо име. А Лидија што живееше еден кат подолу од него, Лидија му стана негова најдобра пријателка. Сега ќе ви кажем една мала тајна. Ова што ние ви го одглумивме овде беше еден од многуте раскази што се наоѓаат во оваа убава книга. Пишува приказни за Зоки Поки, а авторот е Оливера Николова. Сакате ли уште нешто да ви предложам? Овде јас се смрзнав, да ви кажем право. Ајде да одиме некаде на топло и јас лично ќе ве запознам со тетка Оливера Николова. Сакате ли? Полека во ред. Да си поразговараме. Да ви кажем, овде се собравме, значи, ве донесов на едно специјално место. Ние си игравме таму во школскиот двор, ама беше многу студено. Па ве донесов овде, ова е простор каде што главно се случуваат приказните, каде што главниот јунак е Зоки Поки. Зоки Поки е така едно детенце кое што е на возраст и би требало да оди во градинка. Вие се нели големи, така веќе знаете да читате, сакав да ве прашам, дали некој од вас ја прочитал целата книга Зоки Поки? Леле, па вие можете писатели да станете веќе на толку читање. Тетка Оливера Николова е овде веќе со нас и јас имам барем 30-40 прашања да ја поставам, меѓутоа се разбира дека, добро, симнете ги раците, се разбира дека вие имате предност во разговорот со неа. Кој би сакал да ја постави некое многу важно прашање? Ајде ти, например. Да. Јас сакам тетка Оливера да ја прашам од кога почнала да пишува. Прво, деца, да ви кажам дека навистина сум среќна што сум меѓу вас. Оти ретко ми се дава таква прилика да сум меѓу најмали. Одамна бев дете и скоро тоа го заборавив. Моите деца порасна веќе големи, сега очекувам внучиња и се надевам дека наскоро ќе бидам пак меѓу мали така суштества за кои што ќе можам да пишувам. Па сега мислам дека убаво ќе другаруваме денес и ќе си поразговараме пријателски. А сега за ова прашање, како се викаш ти? Александар. Александар, на тоа прашање ќе се обидам да ти одговорам. Јас, кога бев дете како тебе, например, не знаев дека кога ќе пораснам, ќе се занимавам со тоа да пишувам за деца. Тогаш мислев дека ќе бидам, например,
шахист или инженер, може би, ма ни на крај на ум не ми паѓаше дека ќе пишувам за деца. Затоа доста долго помина додека се решив да пишувам и тоа стана кога почнав да студирам во Скопје и кога ненадејно се вработив во емисиите за деца на Радио Скопје. Таму мораше да се пишуваат кратки текстови, јасни текстови за утринските емисии, кои што се викаат Добро утро, драги деца. И бидејќи мене ми беше полесно да пишувам сама, одошто да ги наоѓам тие текстови од други автори, почнав на мојот уредник секој утро да му давам по еден текст за едно малечко дете, кој што, ете така, се бори да се снајде во светот на возрастните и си има свој живот. Така почнав да пишувам за деца. Тоа не беше многу на рана возраст, тогаш имав 18 години и може да се смета дека негде од 18 години почнав да пишувам. Ти одговорив добро? Да. Од кога почнавте да ја пишувате книгата Приказни за Зоки Поки? И мене ме интересира колку време ја пишувавте лектирата. Па пред малку ви кажав дека кога заработив во емисиите за деца на Радио Скопје, почнав да пишувам кратки текстови за едно палаво дете, да речеме. И тоа всушност беа текстовите за Зоки Поки, кои што подоцна ги објави во една книга. Тоа беше моја прва книга. Можам да ви кажам сега што ме инспирира да го пишувам за Зоки Поки. Да ви кажам, тогаш во редакцијата кај што заработив, работеа многу познати денешни писатели за деца, како Јован Стрезовски, да речеме, Цане Андреевски. И тие беа уште тогаш познати и децата ги сакаа и ги читаа. И јас се обидував некако да ги достигнам, зашто ми се чинеше дека многу е тешко да се пишува така како што пишуваат тие. И кога доаѓав во редакцијата наутро, застанував до прозорецот докај што ми беше масата и гледав во еден двор во соседството. Тоа беше една малечка кухичка ниска во која што живееше едно детенце и имаше еден мачор. Слушав како постојано го бркаше тој мачор и викаше по него Фигаро, Фигаро. Јас си замислив дека би можела да пишувам за тоа дете и за тој мачор Фигаро. И бидејќи никогаш не дознав како се вика тоа дете, јас му го ставив тоа име Зоки, а подоцна бидејќи гледав колку е тоа палаво и љубопитно дете, колку е среќно што живее тука, ми се чинеше дека е убаво, а презимето не му го знаев, ми се чинеше дека е убаво да биде Поки, да биде Зоки Поки. Така настана Зоки Поки и така настана книгата Приказни за Зоки Поки. Ја пишував додека траја тие емисии за деца, значи скоро цела година, а потоа ги собрав тие текстови што ги објавува во Радио Скопје и ги издадов во книга. Веројатно не се тоа само она детенце и мачорот Фигаро од дворот каде што сте можеле да гледате. Веројатно инспирациите и сите оние слики што се случуваат во приказните за Зоки Поки се дел и од вашето детство. Сигурно е тоа, бидејќи повеќето работи таму се измислени и денес, особено уште кога се роди мојот син, веднаш можев да проверам дека тој почна некако да ми личи на Зоки Поки самиот, иако Зоки Поки, како што ви кажувам, во голем дел го измислив. Ова момче со мачорот Фигаро е веројатно најконкретниот лик од кого што сте ја црпели инспирацијата за Зоки Поки. Меѓутоа, јас знам една тајна, дека сите писатели од целиот свој живот собираат камчиња за да го создадат мозаикот, така наречен, за еден лик. Па може би некој од вас, другари, има подготвено прашање во оваа смисла. Дали во некој од приказните можеме да видиме дел од вашето детство? Мислам деца дека и Чичко Кире и ти малечка сте на правиот пат, зашто вистина човек што ќе доживе во детството, тоа никогаш не може да го заборави. Понекогаш после му се случува кога ќе порасне
да не знае од кај му дошли некои работи, некои мисли, а тоа е се што всушност видел во детството и што запаметил. Јас сум сигурна дека многумина од вас денес ќе ја паметат оваа средба со мене. Јас исто ќе се сеќавам за вас, но вие сигурно ќе се сеќавате исто така за вашата учителка, за се таа што ви зборувала. Дури и тогаш кога ќе грешите, не ќе грешите само затоа што вие тоа сте си го решиле, туку бидејќи сте сретнале некој што исто така правил. Така што сите ние малку се, како да ви речам, живееме заедно и се што правиме, сите наши постапки се испреплетени, а особено е важно тоа што ќе го научите во детството и затоа треба што повеќе да научувате и да паметите. Особено е важно што ќе научите, зашто тоа ќе ви се одрази не сега, можеби, но по 20 години, како што мене ми се случува, еве, од моето детство да пренесам нешто и во приказните за Зоки Попки. Јас сега, деца, ќе ви покажам, ви донесов едни фотографии да видите како јас сум изгледала како малечка. Еве како сум изгледала како бебе. Тогаш уште не сум знаела дека ќе бидам писател. Еве мајка ми како ме држи. Овде си играм со една шапка во еден голем леген. Еве овде со мојата омилена кукличка. А овде ме сликале. Овде ме сликале. Сега ќе ви видам вам. Еве овде имам една топка и едно мече, кои што ми биле исто така другари. Како што на Зоки Поки мечето му било другар. Смешна сум, смешна, па да. А се сеќава ли некој, знае ли напамет да ни раскаже некој дел од приказните за Зоки Поки? Дете како мене, јас кога бев малечок за роден ден ми донесоа кесе карамели. Бројав и избројав до 3, мајка ми покажа до 5, а другите се ги излапкав. Чичко Кирчо, јас имам нешто да кажам. Таа е приказка некоја веројатно Да. раскажа. Една приказна да разказвам. Еднаш така мајка ми направи убави колачи. Неколку ми даде, а другите ги скри, онака за гости. Кога дојдоа гостите, јас седнав до нив и јадев повеќе од нив. Ајде сега да чуеме која од приказните вам ви остави најубав печат. Мене од приказните ми остави најубав печаток со што може да се купи сиот свет. Мислам, а зошто? Затоа што е интересна, разбирлива и ни опишува настани што ни се случуваат и нас. Браво, Мерка. Не ми е јасно дали Зоки Поки се налути кога наместо ручек го добил капакот. Дури и да се налутил, мислам, не се лутил премногу, зашто почнал да размислува зашто татко му така постапил со него. Па еве да чуеме сите за што се работи, односно да ви ја прочитам таа приказна. Недела е. Сите се дом. И тато, и мама, и се разбира, и бабата, и Зоки. Ручекот се вари на шпоретот и ја исполнува собата со миризба што предизвикува силен апетит. Додека ручекот се вари, сите понешто работат. Тато, например, купи леб, го донесе дома и го исече на тенки парченци. Мама пак направи салата од зелка и ја нареди масата за ручек. Бабата го приврдуваше ручекот и се врткаше околу шпоретот. А Зоки што правеше? Се разбира, и тој се врткаше околу шпоретот, но зошто? И јасно, тој само го подкреваше капакот на тенџерето во кое се вареше јадењето. Го подкреваше неколку пати, замижуваше и длабоко вдишуваше од опојната миризба. И најпосле ручекот стаса. Зоки прв си ги изми рацете и се разбери исто така, прв седна на масата. Но тогаш тато рече: чекајте сега да видиме кој што заслужил за овој ручек. Бабата си рече: јас го сготвив ручекот. Добро, заслужуваш јадење, заклучи таткото и тури на бабата полна чинија манџа со прекрасно парче месо. На Зоки му се наполни устата. Мајката рече: јас го исчистив станот, ги измив садовите, направив салата и ја наместив масата.
И ти заслужуваш јадење, рече таткото, и нејзи стави полна чинија манџа и едно исто така убаво парче месо. Зоки веќе мораше да си подголтнува. Јас пак, рече таткото, бев на пазар, купив се што требаше, донесов лепи, го исеков, донесов и дрва. Заслужувам ли, ручек? Заслужуваш, рекоа и бабата и мајката, па таткото и себе си ја наполни чинијата. Добро, а ти, Зоки, што направи? Се заврте таткото кон Зоки. Јас? Се зачуди Зоки. Па, зар и јас треба нешто да направам? Треба, рекоа сите. Ба, јас, почна Зоки и уплашен дека вака како што посно ништо не ќе добие за ручек, одненадеж се досети. Јас го кревав капакот на тенџерето. А, капакот, рече таткото. Капакот. Добро, тогаш Зоки, еве ти го капаков за ручек. Во кои други земји децата ја читаат Зоки Поки на својот јазик? Приказните за Зоки Поки се преведени во повеќе земји, така што може да ги читаат децата, да речеме, на Италија, на Чехословачка, на Романија, на Советскиот сојуз, во Украина, потоа во Турција, во Источна Германија, а во Југославија може приказните за Зоки Поки да се сретнат во Словенија, на српско-хрватски јазик, на албански јазик и на турски исто така. И на македонски се разбира. Во изборот на делата што треба да ги читаат, најпрви им треба ние возрастните да им помогнеме, затоа што има толку многу книги напишани на светот, а сите тие книги не се за деца. Најважно е, мислам, тоа да бидат интересни книги кои што прво ќе деца вашето внимание ќе го опфатат, а потоа да се содржините на тие книги такви што ќе ги разбудат во вас сите способности што ги имате, оти како што зборувавме пред малку, вие сега не знаете што ќе станете кога ќе бидете возрастни. Например, таа претпоставувам не знае што ќе станеш ти, нели? Ама тоа што ќе научите сега и што ќе прочитате, тоа ќе ги развие вашите способности за понатаму. И ние возрастните треба да се грижиме околу тоа да ви дадеме такви книги кои што ќе ви помогнат да станете подобри граѓани и поумни возрастни луѓе. Јас слушнав дека сите сте вие одлични ученици, четворки нема. Па, може би дилемата за тоа како да се одлучиме е малку поголема, меѓутоа сепак би предложил 5 мината, машки или женски, да ги одбереме да појдеме кај тетка Оливера Николова дома и да се запознаеме со просторот каде што таа работи и ги пишува сите овие приказки за вас. Евене по сосема кусо патување со нашето мини автобусче овде собрани за да работиме уште малку да го довршиме овој час, оваа средба со Оливера Николова. Јас мислам дека сите веќе имате за време на патувањето смислено по некое значајно прашање, па да видиме како звучат тие ваши прашања. Сакаш ти да прашаш? Хајде да чуем. Колку книги имате до сега напишано? Јас деца немам напишано многу книги, едно 10, иако долги години веќе пишувам за деца, ама мислам тоа не е важно. Како пишете? И мислам дека сето тоа не се должи на моите обврски што ги имам во семејството и надвор од семејството, туку пред се затоа што долго размислувам пред да почнам да пишувам една книга, за да ви ја направам таа поинтересна, да ви донесе нешто што ве интересира вас и што ќе ви даде одговор на некои прашања. Тоа е затоа така, споро пишувам и бавно,
ама се надевам дека моите книги ви се допаѓаат. Кои награди ги имате добиена? Награди имам добиено така 3-4. Во Македонија 3 и тоа она награда што се доделува на Струшки вечери, не знам дали следите кога се одржуваат Струшките вечери на поезија, таму има една награда која што е доделува Радио Телевизија Скопје за најдобра книга на годината. И таа награда ми е доделена 3 пати за пријателите Бони Бона, за Земја во која не се стигнува и за Мојот звук. Ја имам добиено и наградата на младо поколение, тоа е една југословенска награда за романот Мојот звук. Но мислам и наградите не се важни, бидејќи вие кога ќе пораснете ќе видите дека многу книги кои што никогаш не биле наградени си живеат свој живот и децата ги сакаат без да знаат дали се наградени или не се. Какво задоволство ви причинува средбата со нас децата? Ми причинува навистина големо задоволство кога ќе се сретнам со деца. Тоа е затоа што пред се вие можете да бидете големи пријатели и тоа особено ме радува. А потоа затоа што иако изгледа поинаку, јас од вас всушност многу учам. Вие можеби си мислите дека јас затоа што сум возрасна знам многу повеќе од вас. Ние возрастните учиме од децата тогаш кога ни е најтешко, знаеме како да се однесуваме кога гледаме во вас, бидејќи во вас децата се наоѓа се, вие еден ден ќе бидете големи луѓе и треба да постапувате исто како што постапуваме ние. Значи треба да најдеме сили кога ни е тешко и кога ни е убаво, особено кога ни е тешко, тие сили ни треба да гледаме во вас и да сватиме дека тоа што е во вас всушност треба да не крепи и да ни дава надеж. Ако смеам да забележам, прашањата се трошат како колачињата на масата. Јас би сакал сосем кратко да прашам, говорејќи за книгата Зоки Поки, за приказните што се во неа, дали би сакале да не кажете има ли некаква заедничка порака во неа? Па заедничката порака би било тоа дека возрастните всушност со голема љубов и внимание го следат растењето на децата и дека ги разбираат нивните постапки независно какви се тие. Бидејќи, како што се надевам децата забележале, читајќи ги приказните за Зоки Поки е опишан така. Сите негови недостатоци и убави особини се опишани со љубов и со големо разбирање. Па тоа всушност сакам да им кажам на децата, дека и нивните родители, а сите возрастни, нивното растење го следиме така, со љубов и со радост. Деца, во оваа просторија јас главно пишувам на оваа масичка. Гледате, искована е, груба е малку, но многу ми е мила мене, бидејќи ми ја искова мојот сопруг. И на оваа машина веднаш пишувам на машина, малку на ракопис. Така, главно тука пишувам, тука се книгите ми се прирака кога ми требаат нешто да проверам, да прочитам. Така. Сакате уште нешто да ме прашате? Јас сакам да ве прашам кое време ви е најпогодно за пишување. Па мислам секое време кога имам време, ама главно навечер кога се ќе се стиша, кога сите ќе си легнат, кога е тишина, кога можам да размислувам спокојно, тогаш седнува ми работа. Уште некој? Ти сакаш? Сакаш нешто да ме прашаш? Јас сакам да ве прашам која ви е ваша најомилена книга? Мислиш од книгите што сум ги прочитала јас така? Па во детството, кога бев малку поголема од тебе, најмногу ја сакав Гуливеровите патувања. Сум ја прочитала можеби 10 пати и секогаш пронаоѓав некои убави моменти во неа и се уште ја паметам. И кога моите деца ме прашуваа што би можела да им препорачам нешто да читат, јас им ја препорачав таа книга.
А што работите сега? Сега моментално не работам ништо, туку што предадов во печат една книга исто за деца. Таа зборува за едно дете што се вика Владимир и така и ќе се вика приказни за тажниот и за веселиот Владимир. Ќе издаде книгоиздателството Детска радост. Се надевам дека ќе ја прочиташ.